Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ. Ангел Данов. Вторник, 4 август 2026. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Два дена пожарникарите и сите надлежни институции се бореа со огнената стихија од подметнати пожари во селото Раец. Денеска напладне пожарот беше ставен под контрола. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов истакна дека благодарение на синхронизираниот пристап и целосната мобилизација на сите надлежни органи, огнот е ставен под контрола и е спречена поголема материјална штета. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев упати благодарност до сите противпожарни екипи, доброволци и граѓани кои помогнаа во справувањето со пожарот. Во текот на вчерашниот ден имавме околу 30 пожари на отворен простор. Неколку од нив се претворија во сериозни, тешки за гасење пожари. Најтежок пожар кој што вчера беснееше на територијата на државата е пожарот кој што се одвијаше на подрачјето зад нас, пожарот на територијата на општина Кавадарци, за кој што повеќе ќе каже градоначалникот Митко Јанчев. Карактеристично е тоа што во текот на вчерашниот ден овде действувавме со 2 трактори и со полицискиот и армискиот хеликоптер. Денес наутро почнавме да действуваме со 3 трактори кои што помогнаа на локалните пожарникари од Кавадарци овој пожар да биде ставен безмолку под целосна контрола, но ќе го замолам градоначалникот на Кавадарци да каже точно како се одвијаше акцијата на гасење на овој тежок пожар. Хронолошки на нашиот најголем македонски празник Илинден, 2 август, негде во попладневните часови, односно при вечерието, околу 21 часот, е пријавен пожар на локалитетот Раец, поточно на атерот во Раец према Дреново и Чесендри. Во исти момент избавнуваат пожари на 5 локации, кои што еден од друг се оддалечени некаде по 500 до 700 метри. Значи станува збор за очигледно 90% би рекол подметнат пожар. По самата пријава на пожарот е веднаш сериозно пристапено кон самиот пожар, известена е дирекцијата и ЦУКот, заедно со ОВР Кавадарци и територијалната претпожарна единица е настапено на терен. Се работеше до доцните ноќни часови, меѓутоа заради спецификата на теренот, недостапноста и терен кој што не може да се пристапи со пешадија, не успеавме вечерта да го санираме комплетно. Утре денот на 3 се продолжи со комплетно гасење на самиот пожар. Ни се придружија и 2 трактори во вчерашниот ден, каде што помогнаа доста во делот од воздух, и во вчерашниот ден се пожарот поради ветровите, високите температури доста прошири, негде би кажал, негде околу 7 километри квадратни радиус, кој што го фати во делот на село Дреново, село Раец, околината на Раец и село Чесендре. Поради сериозноста на пожарот и поради сериозноста на населението, општина Кавадарци заедно со кризниот штаб организира и односно заштита на самото население, здравствена заштита од 2 амбулантни возила во случај ако има потреба на некое лице заради дишување на чад или било која друга причина. И синоќа заседаваше кризниот штаб негде од 22 до 00 часот. Направивме добар план, донесивме 2 булдужера, донесивме 2 ровокопачи, кои што успеа да трасираат пат кој што беше непроводен до самото село Чесендре и до патот склучувајќи се Сендре. Со тоа се овозможи да пожарот не може да се движи и се пристапи кон гасење на самиот пожар. Од утрово имаме голема екипа на терен од 05 часот на утро. Од територијалната претпожарна единица неготино имаме 4 пожарникари со 1 возило. Имаме од дирекцијата за заштита и спасување 3 трактори. Имаме од ОВР Кавадарци 10 полицајци со теренски возила кои што помагаат на нашите пожарникари. Имаме 12 пожарникари од територијалната претпожарна единица, 5 пинцови, 3 возила, 2 цистерни од типа комуналец за вода и 8 джипа. Сакам да кажам дека тука се вклучи и доброволното друштво и од Штип и од Неготино. И со ваква координирана акција, целиот образ на пожарот е офатен и сите елементарни загрозувања, би ги нарекол, се елиминираат.
2 унимока кои што се активни на најголемите високи точки кои што може да стигнат, според очекувањата и еве денеска од терен, малтене веќе чат и да немаме, се пречешлува целиот терен, се пречешлуваат оние поголеми изгореници на дрвија, грмушки кај што се очекува жариште и очекувам до крајот на денот да овој пожар биде изгаснат во целост заедно со ер-тракторите и да оставиме патроли за да функционират. Морам лично да се заблагодарам и на местното население пред се, заблагодарам на дирекцијата, на територијалната предпожарна единица, на ЦУКот, на другите колеги од општината, на ОВРК Вадарци, на РЦ Југ, на сите оние кои што пресериозно учествува. Верувајте дека во овие 3 дена имаме лица кои што воопшто 3 дена не си пошле дома, едноставно се на терен и во територијалната противпожарна единица за заштита на населението и најбитно од се дека високостепенста шума не дозволивме да има оштетување и горење. Имот на населението нема оштетен, ниту од земјоделски, ниту од имотни викендици, села и така натаки. Така да, ова можем да кажем дека еден пример за заедничка координација на сите институции, како може еден пожар, кој што беше многу лошо подметнат, да се стави под контрола благодарение на целата организација и функционирање заедничка. Овој пожар е исклучително тежок за гасење пожар, комплексен пожар кој што се одвива на тешко пристапен терен, обрснат со густи грмушки и трња, тежок за движење на пешадија, но и многу стрмни ридишта, како што се овие овде зад нас. Исто така, како што кажа градоначалникот, гореше голема линија на пожарот, пожарна линија, така што неговото гасење требаше да се прави малку на еден поспецифичен начин. Градоначалникот Јанчев покажа школски пример како треба да се гаси еден ваков пожар, бидејќи на лице место овде на Зем имавме голем број на локални пожарникари, од негова страна беа ангажирани доброволни пожарникари, две доброволни противпожарни друштва, понатаму локалната самоуправа, комуналното предпријатие, механизација, булдожери и друга тешка механизација со која што се правеше противпожарни пресеки. Исто така од воздух помош дадоа ер-тракторите на дирекцијата, како и еден армиски, еден полициски хеликоптер. Сето тоа заедно, организирано и координирано на еден вистински начин, овозможи, еве третиот ден пожарот да е по целосна контрола, иако и завчера вечер тој беше безмалку изгаснат, вчера повторно се разгоре, денес се уште е рано, критичното време настапува сега, дока и 14-15 часот, веруваме дека повторно ќе има негово будење на некои краци, но тука се храбрите пожарникари од Кавадарци, кои што ќе патрулираат во текот на целиот ден и покрај тоа што непрекинато се на работа веќе трет ден. Градоначалник благодарам за одличната координација и ангажираност. Успешно спречено ширење на поголем пожари во селото Сирково. Противпожарната единица заедно со локалното население имаше уште една брза и навремена интервенција. Благодарение на брзата и навремена интервенција на противпожарната единица и со помош на локалното население, вчера беше спречено ширење на поголем пожар во село Сирково. Општина Росоман и градоначалникот Ѓорѓи Крстевски упатуваат искрена благодарност до сите кои учествуваа во гаснењето и со својата пожртвуваност придонесоа за заштита на имотот и природата. Се апелира до сите граѓани да бидат максимално внимателни, да не палат оган на отворен простор, да не фрлаат од пушоци од цигари и веднаш да пријават доколку забележат пожар или чад. Со заедничка одговорност може да се спречат пожарите и да се заштити целата територија на општина Росоман. Општина Росоман започна со организирани патроли за превенција од пожари. Во активностите ќе бидат вклучени вработени во општината и јавното предпријатие за комунални дејности Росоман, а ќе се користи и дронски надзор. Поради зголемениот ризик од појава на пожари, општина Росоман од денеска започна со организирани патроли на целата територија на општината со цел навремена превенција, брза детекција и спречување на евентуални пожари. Во активностите ќе бидат вклучени вработени од општина Росоман и јавното предпријатие за
комунална дејност Росоман, а дополнително ќе се користи дрон за надзор на локациите каде што постои зголемен ризик од појава или намерно подметнување на пожари. Се апелира до сите граѓани да бидат совесни и одговорни. Секое намерно или несовесно предизвикување на пожар ќе биде пријавено до надлежните институции и ќе биде санкционирано согласно законите. Заштитата на природата, земјоделските површини и имот е заедничка одговорност на сите жители на општина Росоман. Делегација на општина Росоман беше во 3-дневна посета на Анина во Романија. Посетата беше во рамките на манифестацијата Денови на градот Анина, а во делегацијата беа и фудбалерите ветерани. За време на 3-дневната посета на општина Анина, Романија, делегација од општина Росоман и ветераните фудбалери од Росоман присуствуваа на манифестацијата Денови на градот Анина, а во текот на престојот реализираа повеќе средби и активности насочени кон продлабочување и унапредување на соработката помеѓу двете општини. На фудбалскиот турнир за ветерани во општина Анина, Романија, достоинствено беше представена општина Росоман. Тие уште еднаш покажаа дека спортот е мост кој ги поврзува луѓето и ги зацрстува пријателствата помеѓу збратимените општини. Ваквите средби се можност за размена на искуства, продлабочување на соработката и создавање на нови заеднички иницијативи, а воедно и промоција на општина Росоман надвор од границите на државата. Росоманчани упатија благодарност до домакините за топлото гостопримство и одличната организација и уверени се дека ова долгогодишно пријателство ќе продолжи да се развива и во иднина. Од полнок поскапуваат горивата. Дизелот ќе достигне 99,5 денари за литар. Од ноќеска на полнок стапуваат на сила новите повисоки цени на нафтените деривати, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Според неновата одлука, цената на дизелот се зголемува и ќе се продава за 99,5 денари по литар. Поскапување има и кај останатите горива. Евро Супер од 95 октани ќе чини 91 денар за литар, а од 98 ќе се продава по 93,0 денари за литар, а Евро Дизел по 99,5 денари за литар. Масло за домакинство 98,5 денари, а мазутот за 46,4 денари по килограм. Од Регулаторна комисија напоменуваат дека во денешната калкулација се пресметани намалените износи на акцизите, 2 денари по литар за бензините и 4 денари по литар за дизел горивото. Новите цени стапуваат на сила од полноќ. Дизелот денеска повторно поскапува трет пат поред откако Мицковски најави намалување на цената. Сега 1 литар дизел ќе изнесува речиси 100 денари, реагираа од СДСМ. Како што веќе рековме, секогаш кога Мицковски ќе најави мерки за намалување на цените, веднаш следува ново поскапување. По неговите најави, не еднаш, туку 3 пати се случува поскапување на дизел горивото. Граѓаните веќе имаат страф од најавите на Мицковски, знаат дека ќе поскапи се, бидејќи со поскапување на дизелот поскапува транспортот, храната и останатите цени. Сега веќе е потврдено секоја мерка на Мицковски за намалување на цените носи ново поскапување, пишуваат во соопштението од СДСМ. Мицковски, Клековски го загрозија здравјето на граѓаните на Гостивар, обвинија на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Има нов, сериозен момент во скандалот со загадената вода во Гостивар. Власта официјално потврди присуство на бактеријата Pseudomonas aeruginosa во водата. Водата што ја прогласија за техничка и дека може да ја користат граѓаните, има бактерија. Страшно. Тоа значи дека граѓаните на Гостивар се капеле со бактерија која представува ризик по здравието. Кожни инфекции и бројни други сериозни заболувања предизвикува оваа бактерија.
Ова е врв на институционалниот колапс и уште еден здравствен скандал. Системот на Мицковски и Клековски целосно потврли во својата основна задача. Наместо да го заштити здравието на граѓаните, го загрози. Затоа Мицковски и Клековски се кријат за Тошковски и Ангелов, луѓе кои не се стручни за ова и само создаваат забуна и грижа кај граѓаните. Се уште владата не достави официјален документ со кој се потврдува дека водата што граѓаните на Гостивар ја користат повеќе од една недела е технички исправна. Единствена потврда беше изјавата на Мицковски, ништо повеќе. Со признанието за присуство на бактерија се потврдува дека капењето не било дозволено, а граѓаните не биле информирани. И повторно се врши хиперхлорирање. Кога се прави хиперхлорирање, капењето не е дозволено, исто така поради високото ниво на хлор. Концентрацијата на хлор мора да се спушти на дозволени вредности за да може да се користи. Министерот Клековски најавуваше дека од оваа недела водата ќе може да се пие. Мицковски рече дека има бактерија. Сега и официјално е потврдено. Присутна е опасната бактерија Pseudomonas aeruginosa, која има сериозни последици по здравието на човекот. И ова е страшна информација. Обвинителството мора веднаш да отвори истрага. Мора да има кривична одговорност за Христијан Мицковски, Сашо Клековски и сите одговорни лица во институциите кои молчаа и не презедоа мерки додека беше загрозено здравието на илјадници граѓани. Одговорноста не може и не смее да се избегне. Обвинителството мора да покаже дека законот важи за сите и веднаш да отвори истрага за овој тежок скандал. И во 2022, 23 и 24 година, додека СДС беше на власт, имало небезбедна вода, обвинување од владеачката ВМРО-ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче се обидуваат политички да профитираат од состојбата во Гостивар, но повторно ја премолчуваат вистината. Документите кои ги проследуваме секојдневно до јавноста покажуваат дека во периодот кога Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, а институциите беа под нивна надлежност, имало бројни случаи на небезбедна вода за пиење, но тие не наишле на решавање од страна на тогашната власт. Ова е проблем што се провлекувал со години, додека Филипче и Социјалдемократскиот сојуз управуваа со државата. Прашањето кое треба да го одговорат Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче е што тие направија за да ги заштитат граѓаните. Имено, на 15.9.2022 година имаме извештај во кој пишува дека водата не е безбедна за пиење, а ова е за Гостивар. На ден 7.10. месец подоцна истата година, 22, додека Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, исто така водата не била безбедна за пиење, но тие не им кажале на граѓаните дека таа не треба да се конзумира. 2 месеци подоцна, 17.12.2022 година, повторно не е безбедна за пиење поради зголемен број на колиформни бактерии. Ова е време кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт. 21.12. истата година, Гостивар. Одиме понатаму, Социјалдемократскиот сојуз на власт, 24.3.2023 година. 21.6.2023 година. Во топли времиња, Социјалдемократскиот сојуз, додека беше на власт, не им кажа на граѓаните на Гостивар дека водата не е за конзумирање, туку ги остави да се трујат граѓаните. 5.7.2022, 19.7.2022 година, ова се документи кои стигнувале до Венко Филипче, но тој не наишол на разбирање. Почитувани граѓани, овие документи биле доставени токму до Венко Филипче и институциите кои тие ги воделе. Тие располагале со информации, но зошто не ги информирале граѓаните? Тие знаеле за проблемите, но зошто не ги отстраниле? Еве, ако евентуално не знаеле, како ја воделе државата? Наместо денес да држат лекции, Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче треба да одговорат зошто со години не презеле мерки за решавање на проблемите со водоснабдувањето, но и со безбедноста на водата за пиење во Гостивар, но и во сите други населени места. Граѓаните заслужуваат вистина и одговорност, а не политичко лицемерие.
Мицкоски на Илинден избра да дели, го лаже и го третира својот народ како талок, обвинија од СДСМ. Мораме да изреагираме за тоа што го видовме за време на илинденските празници, а тоа е еден говор полн со омраза, со навреди од страна на премиерот. Значи, на најголемиот државен празник на Илинден, Мицкоски ја употреби, односно ја злоупотреби говорницата за повторно да ја продолжи својата политика на поделби, на омраза и на навреди. Мицковски од говорницата повторно зборуваше за талок. Повторно своите сограѓани ги нарече талок. Кој е тој талок за кој што всушност зборува Мицковски? Тоа се сите оние што не се согласуваат со него. Тоа се сите оние што знаат колку е Мицковски неспособен. Тоа се сите оние што знаат колку Мицковски лаже. Тоа се сите оние што се борат за правда, за еднаквост, за одговорност, сите оние што се борат за европска перспектива на својата држава. Истиот човек кој што со години нас, граѓаните, не нарекува, цитирам, талок на општеството, мекотели, мочуриште, медиокритети, лешинари, повторно и тоа одговорницата по Пелинце, каде што требаше се прати порака за обединување, го користи истиот јазик на омаловажување, повторно истиот јазик на етикетирање. На денот кога треба се зборува за слобода, на денот кога треба се зборува за достоинство, за иднина, Мицкоски повторно избра да ги навредува своите сограѓани. Мицкоски повторно избра да го дели народот. Ова веќе не е патриотизам. Ова е патолошка политичка омраза. И тоа треба веќе јасно да се каже. И додека самиот Мицкоски за својот народ зборува како за талок, Македонија тоне во економска криза, животниот стандард секојдневно опаѓа, водата е отруена во се повеќе населени места во државата, државата е заглавена без напредок во евроинтеграциите, реформите стојат во место. Или како што и самиот Мицкоски кажува, тој ја клати државата, ги клати граѓаните во еден привиден воз, а воз всушност не постои, а богами не постои ни шина. Граѓаните секојно не плаќаат цената на неговата неспособност. Секојно се уверуваат во начин на кој што Мицкоски ги навредува. Прво во еден патриотски, квази-патриотски вознес, ги повикува граѓаните летните одмори да ги поминат покрај прекрасните македонски езера, реки, планини, за да неколку дена потоа самиот тој изјавува дека нема да оди на одмор во Македонија, ќе оди на друго место. Откако му станува јасно како ги лаже граѓаните, на сите ни кажа дека тој всушност нема да оди на одмор, ќе оди на екскурзија. Така да кога видите Мицкоски на плажа, да знаете дека он е на екскурзија. Почитувани, Христијан Мицкоски не може да биде премиер на сите граѓани се додека нас не нарекува талок. Се додека македонските граѓани ги нарекува талок. Ние, за жал, немаме премиер, немаме лидер. Ние имаме шеф на една организирана криминална група. Ете, тој е Христијан Мицкоски. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, со конкретни мерки обезбеди стабилно и непречено функционирање на целиот енергетски систем през конференција на владеачката ВМРО ДПМН. За само 2 години, владата успеа да ја зачува сигурноста во снабдувањето со енергенси, да обезбеди едни од најниските цени на горивата во регионот, да спроведе значајни инфраструктурни проекти, да го модернизира пазарот на електричната енергија и да воспостави политики кои се усогласени со европските стандарди. Македонија помина низ една од најтешките енергетски кризи во Европа. Но граѓаните во ниту еден момент не останаа без гориво и не се соочија со ценовен шок. Тоа е резултат на навремени одлуки, добра координација, конкретни мерки кои обезбедија стабилно функционирање на целиот енергетски систем.
Воспоставени беа ефикасни механизми за управување со кризна состојба. Обезбедени беа стабилен увоз на горива и доволни домашни резерви на енергенсите, со што снабдувањето на пазарот се одвиваше непречено во текот на целиот кризен период. Особено значајно е што по цели 13 години повторно е ставен во функција продуктоводот Солун-Скопје. Инфраструктурен проект со исклучително значење за сигурно и континуирано снабдување со нафтени деривати и за зајакнување на енергетската безбедност на државата. Во тек е изградба на гасната интерконекција со Грција, а активно се работи и на реализација на интерконекцијата со Србија. Со овие проекти Македонија добива нови алтернативни правци за снабдување со природен газ, што значи поголема енергетска независност, поголема конкуренција и поголема сигурност. Во насока на усогласување со европските стандарди, донесена е нова уредба за квалитет на течните горива, целосно усогласена со законодавството на Европската Унија. Изработена е национална проценка на ризик во снабдување со газ. А во завршна фаза се превентивниот план и планот за кризни состојби во гасниот сектор. Зајакнети се и механизмите за стратешки резерви и сигурност во снабдувањето со нафтени деривати. Паралелно со обезбедувањето сигурно снабдување со енергенси, владата работеше и на модернизација на пазарот на електричната енергија. Од јануари годинава, аукциите за прекограничните преносни капацитети со Србија и Бугарија успешно се реализираат преку Европската платформа ЈАО. Националниот оператор на пазарот на електрична енергија МЕМО во мај годинава го пушти во употреба интрадеј пазарот, кој овозможува купување и продажба на електрична енергија во реално време и создава транспарентни ценовни сигнали за компаниите. Ова представува клучен предуслов за целосна интеграција на македонскиот пазар со европскиот пазар на електрична енергија, а паралелно активно се работи и на усогласување со Агенцијата за соработка на енергетските регулатори на Европската Унија преку интеграција во системот SDAC. Посебно внимание беше посветено и на заштитата на ранливите категории граѓани. Донесена е првата методологија за мерење на енергетската сиромаштија во државата, со што за прв пат се воспоставува системски пристап во креирањето политики за поддршка. Доделени се повеќе од 4000 ваучери за набавка на инвертер, клима уреди за ранливите домаќинства, а обезбедени се и 148,8 милиони денари директна финансиска поддршка за ранливите потрошувачи. Почитувани, ова не е крај на реформите. Ова е цврста основа врз која ќе продолжиме да градиме уште посилен, посигурен и поконкурентен енергетски сектор. Владата останува посветена на политиките што носат стабилност, инвестиции, европска интеграција и повисок животен стандард за граѓаните. Ќе продолжиме со иста енергија, иста одговорност, иста посветеност, затоа што резултатите покажуваат дека сме на вистинскиот пат. Следува информација од спортот. Тиквеш му посака добре дојде на Октај Ракипи, 23-годишниот гостиварчанец во Кавадарци доаѓа од словенечкиот клуб Јесенице. Кавадаречкиот прволигаш екипата на Тиквеш имаше одличен старт на новата фудбалска сезона. Забележа убедлива победа, одиграа разиграно, а новиот тренер Оливер Богатинов имаше доволно време да се запознае со комплетниот ростер и да види каква е состојбата на секоја една позиција во тимот. Во паузата помеѓу првите две кола, Тиквеш донесе 2 засилувања кои ја зголемија ротацијата во одбраната, а деновиве го реализираа и третото засилување, со што само потврдија дека сезонова посакуваат борба за горниот дел на табелата. Најновата аквизиција на Тиквеш е Октај Ракипи, кој доаѓа од словенечкиот клуб Јесенице. Кавадарчани го најавија Ракипи како технички поткован играч, од кого се очекуваат добри партии во текот на сезоната. Ракипи ќе ја збогати ротацијата во средниот ред на тренерот Богатинов. Во минатото тој го носеше дресот на Беса, борец од Велес и Тетовска Шкендија, пред да замине за Словенија. 23 годишниот гостиварчанец во својата кариера има и 3 настапи за репрезентацијата до 19 години.
Утре не очекува сончево време, топло со температура до 39 степени. Тука го завршуваме дневникот. Повеќе информации ќе најдете на ktv.mk и нашата официјална Facebook страна. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.